Наталија Касапинова е председател на уписниот одбор во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петрово Кавадарци. Почитувани, денеска во сите училишта во Македонија трае уписот. Ние дојдовме овде да се заинтересираме, да видиме каква е состојбата со уписот. Споредуваме со ланската година, годинава подобро или полошо? Подобро, значи многу подобро од ланската година. Се надеваме дека позитивниот тренд што го чувствуваме овој уписен рок ќе продолжи и во утрешниот ден, во второто пријавување и во вториот уписен рок. Што нуди ова училиште за завршените деветодаленци? Па вака, ова е средно стручно училиште. Нудиме две струки, шумарско дрвопреработувачка и земјоделско ветеринарна, во кои што имаме профили со 4 годишно и со 3 годишно образование. Во шумарско дрвопреработувачката струка нудиме профил техничар за пејзажна архитектура и шумарски техничар и 3 годишно шумар и столар. Во дрвопреработувачката е техничар за мебел и интериер, обработка на дрво, и во земјоделско ветеринарната струка нудиме лозаровинарски техничар, нудиме техничар за фармерско производство, техничар за агроменеджмент и со 3 годишно образование градинар, цвеќар и лозар. Одлично објаснето, меѓутоа нешто ново понудивте оваа година за прв пат во постоењето на овој училиште, што е тоа? Така, во оваа година за прв пат во Кавадарци, во средното образование, нудиме медицинска струка со профил фармацевски техничар. Тоа е 4 годишно стручно образование, кој што се надеваме дека ќе го зголеми интересот за медицинската струка во градот. Какво во овие први неколку часа од уписот се интересираат ли за ова последното занимање? Да, имаме многу интерес. Па досега имаме околу 20 запишани ученици. Па се надеваме дека ќе се случај се јават 60 или 80 заинтересирани? Па видете, се има нели број на бодови кои што треба да се исполнат за оваа струка, тоа се 70 поени. Тоа се одличните ученици, се врши рангирање според предметите кои што се задолжителни за упис во оваа струка. Завршува овој упис утре, во јуни месечина уште еден имаме и оние последните што нема да се одлучат во август месец. Да, во јуни, на 28 јуни имаме второ пријавување на првиот уписен рок и вториот уписен рок е на 23 август. Касапинова, ова училиште покрај теоретската настава нуди можност за практично изучување на сите предмети, а истовремено неколку договори подпишани од вашиот директор на училиштето нудат можност за вработување, а претходно стипендирање на учениците. Да, покрај теоретската настава, затоа што е средно стручно образование, училиштето нуди и практична настава која што се изведува по компаниите кои што ја нудат таа практична настава, а од оваа година за прв пат во двата профила, во двете струки, и во земјоделската и во шумарската, склучивме договори со познати и реномирани компании од Македонија. Во шумарската струка се склучи меморандум за соработка со Македонски шуми, кој доделува 5 стипендии во висина од 1500 до 2000 денари за одличните ученици и за оние креативните нормално, со можност за вработување во истата компанија по завршувањето на 4-годишното образование, а во земјоделската струка за профилот лозаровинарски техничар, најпознатата винарска визба на Балканот, значи винарската визба Тиквеш, се склучи со неја меморандум за соработка исто, каде што се нудат 3 стипендии во висина од 1000 денари за одличните ученици со можност исто за вработување во истоимената компанија. И Гоце Делчев Тиквеш. И винарската визба Гоце Делчев Тиквеш. Сакам многу успех, се надевам дека од идната учебна година джагорот на учениците ќе биде зголемен многу повеќе од ланската година со нови ваши ученици запишани во прва година. На колективот му посакувам многу успех во работата. Ви благодариме од се срце.